евробрзницата од 600 милиони евра е повлечена од финансиските пазари. Дали со тоа се испраќаат сериозни сигнали за несигурноста на финансиската администрација на владата на Ковачевски, дали ќе влијае и врз кредитниот рейтинг на Северна Македонија? Како ја оценувате ова последна одлука, особено откако министерот за правда не го ставил подписот за одлуката за евробрзницата? Незавршувањето на постапката на издавање на евроврзница не доведува во прашање дали ние тие средства ќе ги најдеме и ќе ги позајмиме. Прашањето кое што се поставува е по која цена истите средства ќе бидат позајмени, затоа што според она што го гледаме како се движат финансиските пазари, истите нема да бидат подобрени во догледно време. Такви сигнали испраќа и Европската централна банка. Тоа го зголемува ризикот дека новата евроврзница која што ќе ја издадеме потенцијално би била по повисока цена и каматната стапка би била повисока. Вториот аспект кој што и вие го наметнувате и го поставувате како прашање е каква порака ние како економија и како земја испраќаме. Дали економските политики ни се приоритет или ни се приоритет политичките прашања, тоа треба да го покаже времето, меѓутоа севкупно потребна е една поголема координација помеѓу институциите, особено за едни вакви сериозни прашања. Инфлацијата расте, ценовниот шок не стимнува. Какво сметате дека во вакви услови, кога граѓаните едва крпат месец за месец, според последните податоци од Државниот завод за статистика, на едно четворочлено семејство му се потребни минимум 50.000 денари за да го протурка месецот. Дали ова е сигнал дека економските мерки се недоволни или се погрешни? Така. Севкупниот шок кој што земјата го искуси минатата година, кој што во голема мера беше увезен шок, заради глобалните случувања, војната во Украина и сето тоа предизвика висок раст на енергентите, меѓутоа исто така висок раст и на основните продукти. Сето тоа значеше дека ние како земја имаме увоз на инфлација и цените кои што ги искусивме во земјата беа на едно невидено ниво во поновата историја на економијата. Севкупната таква состојба предизвика сериозни ризици по однос на сиромаштијата, намет на енергетска сиромаштија и намет на сиромаштија по основ на храна. Секако ваквиот шок по-сериозно го почувствува од една страна бизнисите, каде што овие производи беа во поголема мера во нивните инпути, меѓутоа исто така сериозно го поднесоа и семејствата, каде што трошоците за енергија и трошоците за храна се поголем удел во нивната вкупна потрошувачка. Наша неодамнешна студија, која што сега треба да биде публикувана, ја мери во која мера енергетската криза и кризата со храна влијае на ранливоста на семејствата и студијата покажа дека особено повеќе детните семејства на исклучително тежок начин го имаат поднесено овој шок, односно втурнува дополнителен број на семејства и дополнителен број на деца во сиромаштија. При тоа сакам да истакнам дека делот на храна овие семејства многу повеќе ги погодува во успоредба со делот на енергија, затоа што во делот на енергија дел од владините мерки беа токму насочени кон контрола на цената на енергентите, знаеме, преку субвенционирање на струја, меѓутоа исто така и преку намалувањето на ДДВ-то. Во тој контекст, доколку ги анализираме мерките, во која мера дадоа ефекти за овие најранливи категории на семејства, резултатите покажуваат дека дел од мерките даваат позитивни резултати, особено оние мерки кои што се потаргетирани, каде што повеќе се насочени кон заштита на доходот на најниските слоеви. Таквите мерки беа неколкукратните ваучери за семејствата и во делот на оние мерки за енергетска сиромаштија кои доаѓаат преку Министерство за труд и социјална политика и една мерка преку Министерство за економија. Меѓутоа исто така свој ефект позитивен даде и субвенционирањето на електричната енергија, иако кај таа мерка и кај во голем дел останатите мерки кои ги таргетираат цените, клучната забелешка беше дека истите се линеарни. Тоа значи дека да ги штитат граѓаните, меѓутоа го штитат и оној слој од граѓани кои потенцијално би можеле да ги издржат тие цени
и да си ги платат повисоките цени. Значи ги штитат и богатите подеднакво како и сиромашните. И во таа насока препораките се во иднина да бидат потаргетирани и кон оние семејства кои што се најранливи. Оваа година Македонија ќе треба да се задолжи со над 1 милијарда и 600 милиони евра за враќање на веќе доспеаните долгови и покривање на буџетскиот дефицит. До кога може овој тренд на задолжување да го менаџираме? Така, ова задолжување беше очекувано. Да се вратиме малце наназад во изминатите години, во текот на ковид пандемијата јавниот долг порасна за цели 10% поени. И тоа беше секако предизвикано од потребата за дополнителна здравствена заштита, инвестиции за компаниите, инвестиции за најранливите слоеви на граѓани. Меѓутоа, уште на почеток на 2022 година веќе ние се соочувавме со притисоци од енергетската криза и ова моментално задолжување веќе беше на некој начин наслутувано. Истото можеше да се забележи и со буџетот за 2023 година, каде што уште во самиот буџет ние предвидуваме дека имаме потреба од дополнителна 1 милијарда, каде што ќе се задолжиме од надворешни извори. И ваквото задолжување од аспект на колкаво е нивото на јавниот долг може да биде загрижувачко, меѓутоа и не мора. Може не мора да биде загрижувачко. загрижувачко. Товар како држава да го издржиме. Значи, прашањето е за која намена ќе бидат искористени средствата кои што ние се задолжуваме. Па првичната проценка е за да се отплатат старите долгови. Меѓутоа, ние мора да водиме сметка и минатите задолжувања за што ние сме се задолжувале. На дали средствата ќе бидат и понатаму искористени за субвенции, плати кои што не се подкрепени со продуктивност и различни форми на трансфери, кои што на крај на денот нема да имаме поголема структурна промена во економијата, или тие средства ќе бидат потрошени за структурни реформи и поддршка на економски развој, кои што на долг рок нас ќе ни создадат капацитет за да ги вратиме овие средства. Да се потсетиме, на пример, две паралели има. Едната форма на задолжување е преку инструментот за кај Меѓународниот монетарен фонд, каде што од самиот почеток истиот е условен дека треба средствата да бидат искористени за структурни реформи. Тоа значи дека после завршување на таквиот аранжман ние треба да видиме одреден прогрес кај реформите и економијата да ја направиме структурно на повисоко ниво на развој. Меѓутоа, тоа не е случај кога се задолжуваме на приватните инвеститори, каде што го имаме во неодамнешна историја, го имаме Скопје 2014, каде што ние се задолживме, средствата ги потрошивме околу 700 милиони евра, меѓутоа на крај економијата не ни остана реформирана. Ако намената на овие средства е повторно за субвенции, отплата на долговите, ние мора да ги сервисираме. Меѓутоа, ако ние не направиме интерна консолидација на расходите, каде што нема средствата да ни истекуваат и нема да направиме паралелно никаква структурна реформа, во тој случај е апсолутно дека овие нивоа на долг треба да ни представуваат форма на аларм и треба да ни генерираат одредена загриженост. Се промовира идејата за солидарен данок. Што е вашиот став во однос на ова? Така уште во август месец, кога владата ја објави потенцијалната рамка на даночна реформа, ние како Financing заедно со група на клучни чинители под името Civitax имавме став за моменталната рамка каде што предвидува прогресивно оденочување на данокот од доход. И во тој момент нашиот став беше да планираме прогресивност кај данокот на доход, кога знаеме дека најбогатите 1% од население не име изворот од доход, туку главниот извор на богатење доаѓа од дивиденда, рента и паралелно имате голема сива економија, е неферијално и е дегутантно на таков начин да се дискутира и на некој индиректен начин аудиравме дека потребно е да размислуваме и за други форми. Ваквата форма на солидарен данок е во таа насока, меѓутоа
сепак сметам дека постои дополнителен простор за корекција во смисла од што е тој дополнителен доход кај компаниите. Дали таа компанија направила интерни преструктурирања за да го реализира таквиот доход, направила инвестиции во нови технологии, успела да се прошири на меѓународните пазари, има нови производи кои што ги нуди и на таков начин таа остварила дополнителен профит, или таа компанија само ја искористила моменталната ситуација затоа што, например, е во сектор каде што во моментот цените драстично растат, па може да си дозволи дополнителни маржи и тој профит го искористила, го остварила како резултат на состојбата, а не како резултат на некакви интерни состојби. Од тој аспект сметам дека постои простор за дополнително додефинирање на тој дополнителен данок и можеби во вакви услови за одржување на конкретни сектори каде што знаеме дека потенцијалната малверзација и искористување на состојбата би биле поголеми. Сивата економија одзема значаен дел од вкупниот буџет. Каде го гледате решението во однос на елиминацијата на сивата економија? Апсолутно се согласувам. Нашите проценки викаат дека доколку се справиме со сивата економија, во буџет ќе имаме дополнителни 700 милиони евра на годишно ниво под некоја конзервативна проекција. Тоа е всушност една еврообврзница. Меѓутоа, ние имаме стратегија за справување со сивата економија, имаме национален акцијски план кој што изгледаат добро, меѓутоа сепак на терен не забележуваме дека се прави некаков значаен прогрес во насока на справување со сивата економија, иако во моменталните услови на ранливост на економијата, во моменталните услови на дискутабилност во која мера и колку ние понатаму можеме да се задолжуваме, сивата економија ни представува нас една форма на ланна резерва, каде што во овој момент ние треба да започнеме да се справуваме најпрво со сивата економија, па потоа да дискутираме за други форми на извори на средства. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Поштовани, тоа беше Благица Петревски, извршен директор на Финанстинк.